Почитувам председателе на владата на Република Северна Македонија господин Зоран Заев, почитувам вице-премиер за економски прашања господин Фатмир Битичи, почитувам градоначалник на општина Карпош господин Стефан Богоев, почитувани представници на медиумите, драги скопјанки и скопјани. Скопје добива уште едно место каде што скопјани ќе можат да спортуваат, да се рекреираат и да ги негуваат своите здрави навики. А тоа е новиот спортско-адреналински парк, лоциран на кејот на реката Вардар, овдека во Карпош. Се радувам што општина Карпош со финансиска поддршка на Европската унија во рамки на проектот за локална и регионална конкурентност, реализиран преку кабинетот на заменик председателот на владата на Република Северна Македонија господин Битичи и Светската банка, успеа да го заврши овој проект во услови на ковид пандемија. Новиот адреналински дел, а особено спортско-качувачката карпа, очекувам да бидат атракција не само за скопјани, туку и содржински да ја збогатат туристичката понуда на градот. Паркот содржи игралишта за фудбал и одбојка на песок, детско игралиште, скејт парк, сквер, зголемено е зеленилото, поставено е ново лед осветлување. Паркот одлично се вклопува во околината на кејот на Вардар, близината на градскиот парк, а очекувам овој парк да си најде свое место и да се вклопи во паркот во Карпош 4, чија што реализација ја остваруваме оваа есен. За разлика од пред неколку години, особено после пандемијата, Скопје навистина има многу нови спортски содржини на отворено во речиси сите скопски општини. Продолжуваме посветено да работиме на унапредување на животната средина на нашите сограѓани, што ќе значи истовремено и повеќе зеленило и повеќе попатни содржини за спорт и рекреација, кои што се неопходни предуслови за водењето на здрав живот во урбаните средини. Нека ни е со среќа адреналинскиот парк во општина Карпош, нека ни е со среќа адреналинскиот парк во градот Скопје. Благодарам.